По години проблеми со слаб притисок на вода, жителите на населбата Света Недела наскоро треба да добијат подобро и постабилно водоснабдување. Во тек е поставување на нова главна водоводна линија, а градоначалникот Иван Јорданов вели дека со овој инфраструктурен зафат трајно ќе се реши проблемот со притисокот на вода и ќе се создадат услови за понатамошен развој на населбите Света Недела и Дузлак. Долгорочно ќе се реши проблемот и потребата на жителите од населба Света Недела, но и перспективно ќе овозможи ширење и зголемување капацитетноста околу населба Дузлак. Така да ова е еден инфраструктурен зафат на општината преку јавното предпријатие ИСАР, кој верувам дека ќе придонесе за подобрување на начинот на живот на жителите од населба Света Недела. Имено во минатото честопати кога сме имале состанок и средба со жителите од овие населби, секогаш било потенцирано дека имаат проблем со притисокот на вода и со слабиот напон на електрична енергија. Тоа кое што е во наш домен, а тоа е водоводната инсталација, инфраструктура, веќе го решаваме, а и во комуникација со Евана, веќе во следните месеци ќе биде приклучена нова трафостаница која ќе овозможи зголемен напон на електрична енергија и конечно решавање на долгогодишниот проблем кој жителите од населба Света Недела го имаат. Директорот на јавното предпријатие ИСАР Александар Арсовски вели дека инвестицијата е вредна 2,8 милиони денари и е во соработка со општина Штип. Како што кажа, комплетно се поставува нова главна линија за задоволување на потребите на граѓаните. Овие денови работиме на подобрување на условите за водоснабдување во населбата Света Недела. Инвестираме скоро 2,8 милиони денари во соработка со општина Штип. Поставуваме комплетно нова главна водоводна линија ФИ 160 за задоволување на потребите на граѓаните кои гравитираат и живеат овде. Ова е проект кој што, како што кажав, е во соработка со општина Штип. Планираме и оваа сезона максимално да ја искористиме и на уште неколку локации и населби низ градот да поставиме комплетно нови водоводни и канализациони линии. Инаку во следниот период се очекува целосно решавање на овој проблем, кој со децении представуваше проблем за жителите од овде.